Во Вашингтон денеска завршува дводневниот економски форум на Југоисточна Европа. Истовремено група македонски пратеници лобираат за членство во НАТО. Го вклучуваме уредникот на Гласот на Америка на македонски Ведран Андоновски. Ведран, како учесниците на форумот ја оценуваат економската ситуација? Бизнисмени, политичари и дипломати од САД, Европа и Балканот во Центарот за трансатлантски односи при Универзитетот Џонс Хопкинс сметаат дека регионот може многу повеќе. За нив клучот е во европската интеграција и регионалната соработка. За македонските идеи говореше амбасадорот во САД Зоран Јолевски. We are in this moment in investment-driven growth. Македонија во моментов е насочена на развој базиран на инвестиции, но општеството треба да ги подготвиме и за развој базиран на иновации. Заменик помошникот државен секретар Филип Рикер подвлече дека политиката на САД кон регионот е да ја поддржува евроатлантската интеграција. На прашање што ќе се случи доколку Македонија не се интегрира, Рикер рече дека мислел тоа ќе се завршило многу одамна, уште кон крајот на 90-тите години, дека спорот околу името очигледно не е вооружен конфликт, туку прашање што треба да се реши преку лидерство на обете страни. Веруваме дека има релативно едноставни решенија што ја земаат предвид загриженоста на обете страни во овој спор. Крајна цел според Рикер е сите земји од регионот да бидат целосно интегрирани, без при тоа да се наштети на нечиј идентитет, историја или пак кревки емоции. Спорот го нарече мощне фрустрирачки за многумина. Лазар? Ведран, македонските пратеници пак беа на трибина во Центарот Вудроу Вилсон. Членовите на Собраниската комисија за надворешни работи синоќ ќе уверува американската јавност дека нема поделби во мултиетничка Македонија кога станува збор за прашањето за членството во НАТО. Треба да покажеме тоа што не обединува. И опозицијата, и позицијата, и сите, и македонците, и албанците, и другите граѓани на Република Македонија не обединува желбата да го добиеме своето заслужено место во НАТО. Членството на Македонија во НАТО е и дел од нашата политичка платформа. Целта е Македонија да биде присутна во Вашингтон. Едноставно да се реафирмираат барањата на македонските граѓани Македонија да стане членка на НАТО. Грчката диаспора на настанот бараше одговор. Зошто на спортските надпревари се истакнуваат знамиња со сонцето на Вергина и каква корист има од антиквизацијата. Милошовски и Ивановски со одговор. Никој нема ексклузивно право на историјата. Лазар? Благодарам, Ведран Андоновски од Гласот на Америка на македонски јазик.